Променет сообраќајниот режим во центарот на Кочани. Од денес по улицата ќе и на Револуцијата ќе се вози двосмерно, односно од кружниот тек до шопинг центарот возилата повторно ќе може да се движат во двете насоки, а паркирањето на улицата ќе биде забрането. Ова е одлука на општината донесена по консултација со стручни служби и лица од полициската станица во Кочани. Посебна примедба беше дека косовото паркирање, поготово од левата страна, дека е покрај тоа што го стеснува коловозот, исто така и многу небезбедно и се апелираше и се донесе стручно мислење дека ние треба подитно да постапиме и да полека го отстрануваме паркирањето од коловозот. Одлуката на општината денес беше дочекана со реакција од граѓани, особено од жителите кои живеат на улицата и сопствениците на дуќани. Тие се едногласни дека забраната за паркирање им носи штета на бизнис интересите, па на Илиев лично му предложија начин како штетата да се намали. Значи, ние сме биле по Европа и ние сите многу од сите тие присутни што се тука. Дали може на локално ниво у германскиот систем пред 50 години со тајмерчи? Според Илиев, реакциите се очекувани, но тврди дека ова е привремено решение се до изградбата на катна гаража, која проблемот би го решила трајно. За жал, во изминатиот период ние и немавме детален урбанистички план во кој е предвидена катна гаража. Во моментот се работи точно централното градско подрачје, односно градска четврт 6, каде што на урбанистите јасна задача им дадовме да се испроектира катна гаража која ќе биде со капацитет од помеѓу 200 и 300 возила, што сметаме дека за следните неколку години ќе биде решен проблемот со паркирањето, а со тоа се надевам дека и нашите навики ќе ги сменим. Сепак жителите на улицата и сопствениците на дуќаните се категорични дека решението всушност не е решение, па доколку не се најде компромис со општината, размислуваат и за подрастични активности.